потрошат наменски за промоција. Тоа е моје мислење. А Калина што спомна, што ќе покажеме, нема кучиња скитници, што ќе покажеме зависи од нас. Да, ние ќе покажеме она што сакаме да го покажеме. Македонија има доволно убавини да ги покаже, а инаку и другите држави, јас сега се вратив од пат, бев во 3 странски држави, има и таму кучиња скитници, има и таму галеби што летат и што се сомнителни, што имаат птичи грип, кај нас нема. Дали мали па не пролетуваат, можеме да кажеме, дојдете во единствената земја на Балканот што нема птичи грип. Добро. Повели. Одлична реклама, како се да кажам нешто против ова. Немам што да кажам. Инаку стварно Калина, савате мало на микрофон. Да. Он си седи и јас така од него попримам. Само да не се дебелам као него. Туту не демеш. Сакам да кажам дека за кучињата, ја многу ги сакам кучињата, животните во принцип многу ги сакам, кога ќе видам некој без око, некој без ноџа, некој без некоја мача таму ставено во контейнери, петарда му пукнала. Значи, таа свест, значи, за таа свест јас правам муабет на нашиот народ. И за тоа што ѓубрето кое што го гледам, не сакам да го гледам. Доста број. Готово да видиме, значи кучињава се единствената мана. Добро, барем ги дефиниравме, кој има реплика слободно по безредно. Да ги гледам. Имате уште по 15 секунди секој слободно. Добро, не се само кучињата проблеми, има и други проблеми, меѓутоа 15 секунди само толку ќе кажам. И јас се согласувам дека не се само кучињата проблеми, и луѓето се проблема се гледно кај нас. А што се однесува, само една работа да кажем. Ние како граѓани на Македонија не смееме вака да се однесуваме за било каква кампања што се работи за Македонија. Само ќе ви кажем еден пример. Можеше ли по таа логика требаше да дебатираме дали требаше Шакири да даде гол од корнер против Англија или не? Дали тоа ќе е позитивно или негативно за Македонија? Добро. Калина, Имам, ама мислам дека немам. Добро, благодарам. Почитувани гледачи, инаку знаете дека за нашите кандидати, за кандидатот господин Филип Петровски, можете да гласате на 141367, за Бубо Каров 141362 и за господица Наумовска 141363, да го дадете својот глас, а во меѓувреме додека ги пресметаме вашите гласови да видиме што сметаат нашите граѓани. Скоро Македонија ќе биде на CNN телевизијата. Знам. И што мислите за тоа? Дали е таа добра реклама за нас? Ја мислам добра реклама, пошто иде добра пара и добра реклама. Запад така и се работи. Добра пара и добра. 300.000 евра, така колку што знам. Па зависи, мислам, како ќе се изведе. Ако се изведе сето тоа добро, може да биде реклама, ама сепак не сме уште стигнати до тој степен да се рекламираме на CNN и да парираме на една Хрватска или на една Грција, пошто имаме многу нечистоти. Па не е лошо тоа да има тоа, не е лошо тоа, ја мислам дека е до некаде добро. Нека има и тоа. Било каде да се промовираме, дали ќе биде реклама или чисто шпица, секој што ќе биде добро запакувано и убаво пакетче набраено, ние имаме доволно луѓе и добри луѓе овдека кај нас да се грижат за тие работи. Сигурно нема прво да го покажеме ѓубриштето или се тоа останото што ние го викаме нечистотија. Прим би идале со природните убавини, со све што е убаво, а после тоа ние сами за себе ќе си комуницираме, а нивно е само да гледаат и да ги изборат убавините. И да ги погледнеме веднаш резултатите од првата наша тема. Пред да преминеме на втората, значи 32% за господин Петровски, 37% за господин Каров и 31% за госпожица Наумовска. Имате време? Апсолутно. Да ги надополните разликите. Одиме веднаш на втората тема. Почитувани гледачи, веројатно секој од вас во својот живот купил фалсификуван производ. Значи, нормално.